Жителите од руралните средини на југоистокот ги имаат сите предуслови за да заработуваат од туризам, но мора да се потрудат и да понудат стандарди. Познавачите на туризмот велат дека можат да ги пренесат знаењата и искуствата од многу развиени туристички места, но мештаните сами мораат да се потрудат и да заработат. Сметам дека кај нас со сместувачките капацитети, вие знаете, луѓето кај нас имат сите сопствени куќи и обично имат поголем простор од колку што им треба за живење. Бидејќи кај нас кои ќе окупат плацот, прават еден спрат и викат нагоре ми е џаби и градот уште 2 спрата што не ги искористуваат после. Тоа се огромен потенцијал кој може да послужи како сместувачки капацитети, како остварување приходи за локалното население. Сега треба ние да им презентираме на луѓето, да им кажеме искуства, да им кажеме на кој начин тоа се прави, да ги обучиме, бидејќи локалното население не се експерти за туризам, они не знаат да примат гости, но да примаш гости за без пари како гостин и да примаш гости за пари е сосема друга работа. Од Агенцијата за туризам велат дека истражувањата покажуваат дека најуспешен е туризмот каде што има блиску аеродром, но затоа пак југоисточниот регион има 2 граници и можност за гости од соседството. Затоа има границата и затоа може да влече дополнителни средства во меѓугранична соработка, дополнителни средства од Европска унија, од Светска банка, а исто така близината на граничниот премет му возможува со една европска земја да има подобри и многу побрзи патувања. Тоа треба да се искористи, а токму Струмица спрема капацитетот, можностите, валоризацијата во туризмот може да понуди палета на производи кои што верувам и сум сигурен дека ќе имаат мотивација ка голем број туристи кои што патуваат токму да ја посетат. Струмичките граѓански здруженија изминатиот период ги мапираа туристичките точки и атракции и организираа повеќе дискусии на кои прават стратегии како да се развие туризмот, но и да се вклучат локалните жители во оваа дејност.